Жените ќе можат по нивно барање да го продолжат работниот век до 64 годишна возраст, изјави денеска директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија Билјана Јовановска. Да, жените ќе можат да побараат, односно да останат во работен однос во задолжително социјално осигурување до 64 годишна возраст. Завршувањето на пандемијата ќе овозможи реален чекор кон интенцијата на владата да ја намали и онака огромната разлика во пензиите. Фактот е, 77.000 пензионери во Македонија живеат со пензионерски минималец од само 10.000 денари. Наспроти тоа, нивни колеги, а се 1.300, примаат пензија тешка околу 50.000 денари. Во изминативе 3 години владата покажа и докажа дека секогаш се заложува и ќе работи на зголемување на пензии, зголемување на плати, зголемување на социјална помош, зголемување на паричен надомест за стечајци. И ќе продолжи во иднина со зголемување на пензиите, со зголемување на платите, со зголемување на паричниот надомест. Се разбира само што поскоро, како секаде во светот, така и тука, да заврши кризата здравствена предизвикана од COVID-19. Во однос на актуелните реформи во Македонскиот фонд на ПИОМ, Јовановска децидна, истите во одделни нивни сегменти коинцидираат со реформите во дел од соседните земји. Јовановска денеска на работната средба со представниците од Општинскиот сојуз на пензионери за Штип и Карбинци ги утврди правците за заедничко делување. А тие се: Тоа е прво приоритет кој тежи на Сдруженијето на пензионери Штип, а тоа е изградба на пензионерскиот дом, кој е во завршна фаза, така да преку логистиката која ќе ни ја дадат, сметаме дека сите проблеми ќе се надминат и ќе продолжи изградбата, како и проблеми со кои се соочуваме во делот на контактите и дејноста од областа на пензиското и инвалидско осигурување. Во Штип и Карбинци, пензионерските права ги остваруваат околу 10.000 лица од третото животно доба.